Денеска вести од Европската Унија, утре од НАТО. Македонската делегација во Брисел слушна пофалби и добри вести за евроинтеграциите. Премиерот Заев и председателот на Европскиот совет Доналд Туск одржаа средба и заедничка пресконференција на која го изразија своето задоволство за напредокот кој го постигна земјава. Туск истакна дека напорите на македонската влада да направи реформи и да ги реши споровите со соседите треба да бидат пример за останатите земји во регионот. За ЕУ како целина, договорот со Бугарија и скорешниот договор со Грција за решавање на спорот со името се пример како се води добрососедска политика и како се решаваат спорови. Затоа вчера апелирав до сите земји од Европската Унија да изразат едногласна поддршка за Македонија. Ова е шанса не само за Македонија, туку и за Европската Унија, рече премиерот Заев, бидејќи со проширувањето на Унијата ќе се постигне консолидацијата која ја бараа европските лидери. Процесот на пристапување во Европската Унија не завршува со отварање на поглавијата за пристапување. Напротив, според досегашното искуство, преговорите во просек траат речиси 7 и повеќе години. Ако ја прифатиме оваа динамика и за Република Македонија, произлегува дека преговорите би завршиле со членство во 2025. Токму како што предвидува стратегијата за веродостојно проширување од февруари оваа година. Еврокомесарот Јоханес Хан исто така се сретна со Заев. Претходно тој во интервју за Радио Слободна Европа вели дека комисијата има зелено светло веднаш да ги почне подготовките за скрининг процесот, а земјите кои се скептични за проширувањето ќе го променат своето мислење. Треба да се свати дека ова е многу силна посветеност од политичките лидери, исто така и од граѓаните за решеноста во врска со нивната европска перспектива. И ова е добра можност да се уверат трите членки, оти нивниот поскептичен поглед кон овие земји не е оправдан. По денешните средби со представниците од Европската Унија, утре македонската делегација денот ќе го посвети на НАТО. Предвидена е средба и заедничка пресконференција на премиерот Заев и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, на која се очекува тој да потврди дека земјава ќе добие покана на самитот во јули. Деблокадата на евроинтегративниот пат на земјава доаѓа по решението за долгогодишниот спор за името. Договорот со Грција од меѓународниот фактор е оценет како историски чекор кој ќе предизвика домино ефект со сите останати нерешени спорови на Балканот. Следната недела, договорот повторно ќе се гласа во Македонското собрание, бидејќи Иванов го искористи джебното вето, а потоа ќе се распише референдум на кој граѓаните ќе одлучат за иднината на договорот.